Здраво, здраво. Денеска ќе зборуваме на тема архитектура. Јас сум Мила Петрунова, заедно сме тука со Јана Стојановски. Ова се подкаст е Балканска перспектива, организирани од Пропис заедно со Радио МОВ. Здраво, Јана. Здраво, Ива. Значи, ние двајцата студиравме на архитектонски факултет. Таму учевме дека архитектурата е спој помеѓу техничките науки помеѓу уметноста и се сеќавам јас дека уште во прва година почетоците за архитектурата беа дека архитектурата треба да ги задоволи животните стилови и општествените карактеристики на околината, при тоа треба да има некоја уметничка вредност, естетска и обликовна. Меѓутоа има некои 4 работи кои се многу важни за архитектурата. Тоа се функционалноста, економичноста, естетиката, односно обликувањето и функционалноста. И сега во сето ова, дали можеме некаде да забораваме некои аспекти на архитектурата? Има, например, социолошкиот аспект во просторот, многу слабо се спомнува кај нас и во нашето општество. Исто така, ева, ако кажеме дека архитектурата има и символичка, меѓутоа и политичка функција, исто така тоа некако го земаме здраво за готово. Како сведоци за тоа може само да прошетаме низ нашите градови и веќе голем дел од граѓаните не се задоволни од тоа како им се развива и како изгледа градот. И сега, дали архитектива, ние како архитекти тука некаде имаме потфрлено во нашата улога да ги формираме градовите, да бидеме вистински градоградители, да создаваме ни убави услови за живот, или може би еден куп други фактори влијаат на тоа. Ако земаме архитектурата и просторот како ресурс, тогаш би се рекла дека ние го земаме здраво за готово. Посебно, еве, ти како урбанист, како ќе го оцениш тоа што се случува во Скопје во последните години или во пошироко во нашата земја? Да, во право си. Јас се сеќавам на едно предавање на професорката Зорица Блажевска, кога ни имаше напоменато дека секоја индивидуа, секој човек има две потреби. Една да се реализира како поединец, а друго како припадник на заедница. И архитектурата треба да одговори на овие две потреби. Значи, да му овозможи на човекот да се реализира и како поединец и како припадник на заедница. Во таа смисла битен е урбанизмот, начинот на кој што ги градиме градовите, затоа што нели ако анализираме кои се нива на заедница постојат од семејството, па потоа се шири соседство, населба, град, нација и така натаму, штом веќе излеземе од прагот на куќата, веќе тука доаѓа улогата на урбанизмот. Меѓу другото и во придонесот да се гради заедница. За жал во последниве 30 години на македонските градови ми се случува стихија. Што е одраз веројатно и на целокупните општествени, економски, политички процеси што не се случуваат во државата, затоа што урбанизмот не може да функционира изолирано од контекстот. Тој е самиот по себе политички акт на политички одлуки и средство за опросторување на политиките на едно општество. Ако се запрашаме каква ни е политиката во државата, дали ние имаме визија за себе си, каде се гледаме за 20, 30, 50 години, дали преземаме некакви действија кон остварување на тие цели, ќе заклучиме и зошто и во урбанизмот лутаме. Затоа што ние генерално како општество лутаме. Се чини дека нашите граѓани се многу незапознаени со било какви термини од областта на урбанизмот и на архитектурата. И сега тоа можеби поради тоа што самата струка архитектура се смета премногу стручна, премногу фокусирана, и можеби архитектите се премногу затворени во таа некоја нивна архитектонска сцена, наместо да се отворат повеќе кон граѓаните и да бидат поразбирливи. Дополнителен
фактор кој создава тука повторно една нејасна врска, дури би рекла и конфликт, е тоа што законите се напишани на еден правен јазик кој повторно не само за граѓаните што не е многу разбран, дури и за архитектите па никогаш не разбрив. И сега се чини дека секоја струка се зборува на свој јазик, меѓутоа ние не наоѓаме до разбирање меѓусебно. И сега тука би искоментирала дека веќе во денешното општество да се биде интелектуалец не значи само да си има завршен факултет. Значи мора да ги поделиме работите од стручен кадар и професионален кадар до тоа да се биде одговорен граѓанин на едно општество. Сега во однос на просторот повторно и на архитектурата, архитектурата, како што вели Платон, е онаква, односно градот е таков како што е, затоа што луѓето кои живеат овде се такви како што се. И сега ние наназад ако гледаме еден историски развој на нашето општество од политичка смисла, тогаш во тој смисол се гледа како совкупната сите политички фактори буквално како го обликуваат и како влијаат на просторот. Нашите градови представуваат посттранзицијски градови, односно нели со распадот на Југославија се има случајно многу политички турбуленции кои придонесле ние денеска да живееме нели нови начин. Сега би спомнала дека главниот град Скопје поприлично е населен и се чини дека фокусот на сето тоа што се случува во Македонија нели главниот центар е Скопје. Меѓутоа Скопје веќе представува доста загаден, доста пренаселен. Последниот попис покажа дека неголемиот број жители преферираат да живеат во Скопје токму поради можностите кои ги нуди. Меѓутоа да се живее во град не значи само да се оди на работа и дома, туку значи да се користат сите услуги кои ги врши градот, односно она ти што го кажа, да се биде една целосно оформена индивидуа која ќе може да ги задоволи своите потреби, културни, спортски, рекреативни, да ги исполни сите своји хобиња во рамките на местото на живење. Зборувам кога живееме во град. За живење во село веќе нели приказнато оди поинаку. Сега во оваа смисла нашите градови дали ги нудат сите тие карактеристики кои се потребни за здраво живење, за здрав развој на секој еден поединец? Прво, јас не би се согласил со тезата дека Скопје е пренаселен град. Ако ги анализираме бројките само како бројки, Скопје е град со околу 500.000 жители и по некои мои пресметки некоја прилично умерена густина на населението. Тоа што се јавува како проблем не се квантитативните, туку квалитативните показатели. Како таа густина се рефлектира во просторот. Повторно се навраќаме на она што го кажав претходно, дека градот стихино се развива, ако можеме воопшто да зборуваме за развивање. И токму тоа неразмислување стратешко, планско на повеќе нивоа води кон тоа и Скопје, но и останатите градови да нудат прилично слаб квалитет на живење, токму и во тој поглед на една ограничена понуда од аспект на да тргнеме на јавниот простор, на кој што е место за среќавање, судирање меѓу луѓето, па преку култура, рекреација и така натаму. Нашите градови генерално потфрлаат на тоа поле, најмногу поради немањето идеја. Да. Сега, кога веќе зборуваме како потфрлаат нашите градови, се чини дека во периодов на Југославија, барем кога ги прашате повозрастните, нели тогаш се градело, сите градови и населби кои се граделе биле според стандардите, нели за голем дел од граѓаните тоа било едно идеално место за живење, кога биле сосема безгрижни и сосема среќни. Тоа е нели само еден дел од разговорите, некои други сметаат поинаку, меѓутоа нема да навлагаме како било во Југославија и нема да бидеме носталгични, бидејќи сега го тоа е нели напотребно сега во овој момент. Меѓутоа тоа мора да се спомена во развојот на нашиот урбанизам. И сега реков дека нашите градови се посттранзицијски. Сега имаме еден вид на уредување, да речеме Скопје после земјотресот е целосно изграден во тој модерен стил,
кој ги задоволува и политичките вредности кои ги има Југославија. Иако дел од граѓаните во тој период сосема не го разбираат тој стил и се многу носталгични сега за она старо Скопје кое било кое се градило за време на двете светски војни. За разлика од тоа, паралелно со Скопје ги имаме другите градови каде што се чини дека народната архитектура според денешните карактеристики претпоставува еден одржлив начин на градење на град и ги задоволува критериумите на естетика и одржливост според тогашните политички уредувања. Меѓутоа, нели по распадот на Југославија, ние сме имале среќата да се одделиме мирно и да не почувствуваме некои големи турбуленции. Меѓутоа, сепак таа некоја тензија која имало во општеството кај нас се одразува десетина години подоцна со конфликтот во 2001 година. По рамковниот договор се случува многу голема промена во територијалната поделба на просторот во целата држава. Односно, се случува децентрализација, која ние сметаме нели како добра политика, бидејќи локалната власт станува на еден начин посамостојна. Меѓутоа, дали во држава со не многу созреана демократија, ваквите промени кои се случија во тој период, всушност само го поттикна уште повеќе урбаниот хаос. И со самото осамостојување на локалните власти, односно со давање на поголема моќ, онаму каде што имаше пропусти, дојдоа до поголем израз и наместо да придонесат до создавање на едно квалитетно општество и градови по мерка на граѓаните, всушност придонаа до разделување, до создавање поголеми јазови помеѓу етничките поделби во државата, кои секако се одразени и во просторот. Веројатно тоа се процеси кои што се неизбежни. Ние сме држава нација која што практично и нема демократска традиција, значи демократијата во современа сватена смисла се воведува кај нас тек 91-та. И веројатно е неопходно ние да ги прележиме сите тие детски болести, а потоа како ќе ги санираме евентуалните штети, допрва ќе гледам. Но не мислам дека тоа би се избегнало доколку не се случеше децентрализацијата, затоа што тие хаотични процеси се резултат на слаба држава, на слаб систем. Така што каде да е сконцентрирана моќта, веројатно немаше да има некоја особена разлика. Практично, ако гледаме архитектурата како алатка, политичка алатка, ние може да гледаме како алатка која ќе гради просперитетни општества или алатка која ќе представува демонстрација на моќ. Во нашиот случај се чини во градовите дека преку целата таа злоупотреба, посебно на јавниот простор, односно нели давање на јавен простор од страна на локалните власти под концесија, па зафаќање просторот со некои содржини од кои некој може би да има профит, наместо тие да бидат отворени содржини за каде што граѓаните слободно би се движеле и би се дружеле помеѓу себе, практично се случува една демонстрација на која има моќта во државата. Обично оди онаму каде што е капиталот. И сега граѓаните тука, нели, оние граѓани кои треба да имаат квалитетен живот и кои треба да изградат врска меѓусебна и да имаат со здрави едни односи како основа за понатамошниот напредок, на нив им се случува еден простор оптеретен со еден куп непотребна урбана опрема, со многу споменици, со зафатен јавен простор, со лош јавен превоз или напостоечки јавен превоз, можеби во помалите градови, со загаден воздух, со градење постојано и хиперурбанизација, хиперпродукција на неквалитетен стамбен простор. Сега, која е тука моќта на граѓаните? Како може тие меѓусебно да изградат соживот, да изградат нели на здрава комуникација, без при тоа да бидат отцепени посебно по општини? Зошто денеска градот повеќе се чини и помалите градови сега кои Скопје, дека не се гледа како целина, туку секоја општина си се развива онака како што самата си одлучува. И при тоа нема некој паралелен развој, туку тој се менува како што ќе се смени власта на 4 години во нашиот случај. Тоа е веќе ствар
на политичка култура или не култура, предпоставувам. Тој недостаток на комуникација, особено кај Скопје тоа е изразено затоа што Скопје има една посложена двостепена структура. Да. И ние години наназад гледаме дека општините и градот, особено ако се случи нели различна партија да е на власт, имаат проблем во комуникацијата и во соработката, но тоа е нешто што не треба да се случи. Не е тука, барем според мене, не е тука проблемот во формата, начинот на кој што е организиран градот, туку како луѓето кои што се на одговорните позиции функционираат. Ако вие не умеете да изградите една нормална цивилизирана комуникација со вашите колеги од другите општини или со луѓето од градската управа, тоа е веќе проблем на цивилизацијски развој. Така. И сега после новата територијална организација и после нели новата поделба на општини се чини дека етничкиот јаз помеѓу граѓаните се повеќе се задлабочи наместо да се реши. Практично ние создадовме поделени градови и двојни општества, каде што имаме општини кои меѓу себе речиси да немаат комуникација, а при тоа имаат сосема различен однос кон урбанизмот и кон архитектурата. И токму ова остава простор кога на пример граѓаните на еден град не знаат што се случува во општината до нив, нели остава простор за различни манипулации и за различни злоупотреби и на моќта и на политиката, или јас би рекла политиканството, бидејќи нели вистинската политика не би требало да се занимава со вакви манипулации, меѓутоа се до тоа го трпи просторот и архитектурата со создавање на неквалитетни простори, додека еве да речеме жртва се сите граѓани од сите етнички заедници кои всушност останаа затворени во самите заедници наместо да се отворат. Сега како можеме ова да се реши преку просторни интервенции и дали можеме ние еве да зборуваме за колективна меморија и колективен идентитет. И исто така колективна иднина. Значи, една страна имаме колективната меморија, она што било во која огромна улога има просторот, бидејќи просторот е носител на таа колективна меморија, и таа сведоци сме дека со години уназад се уништува на различни начини, секако тоа преку лошата урбанизација пред се, меѓутоа тоа мора да се реши со цел ние да изградиме колективна иднина во која сите заедно нели би имале квалитетен простор, квалитетна архитектура, на начин како би катализирала оваа колективна меморија во колективна иднина. Како тоа би се одразило, да речеме, во еден урбанистички план, кој би изгледал вака солидно и кој би ги имал сите овие вредности? Социјалната сегрегација, која вклучува нели и сегрегација по етничка, религиска основа, не само однос на материјален статус, знае да биде проблем во многу општества, дури и општества кои што не биле зафатени со некаков меѓуетнички или насилен конфликт. И барем од она што јас сум имал увид, генерално сите имаат проблем да излезат на крај со тоа. Значи да се воспостави една општествена кохезија, затоа што тука има една замка. Не е само прашањето на урбанистичкото решение како такво, или на понатаму кога ќе почне да се градат зградите на нивното обликување, туку и прашањето е на повторно на стратегиите како тоа урбанистичко решение се реализира, затоа што урбанистичкиот план генерално се бави со морфологијата на градот, со неговата физичка структура и начинот на кој што земјиштето се користи. Но тој не навлегува многу длабоко во тоа кој точно ќе се насели во таа населба. Тука веќе се одлуки на едно друго ниво. Кому ќе му го доделите земјиштето, кој ќе живее таму, како ќе ги одберете новите жители, но тоа е полесно кога се прави од нула некоја градска населба. Ако ви имате
градска населба која што веќе постои, која што има одредени проблеми. Во сите поголеми градови постојат некакви гета со Така, да. население кое што е непривилегирано по многу основи и тука веќе има проблем. Како тука да се оправи работата? Како тоа гето да се интегрира во остатокот од градот? Една е, нели, со инвестирање првенствено во обновување на јавниот простор, на неговиот квалитет, во обликувањето, во активностите кои што може да ги поприми, но исто така и бидејќи најчесто тоа се и посиромашни населби, каде што и градежниот фонд е во една по-незавидна состојба, на изнаоѓање начини да се помогне во обнова на објектите. И некогаш се цели доколку постои некакво, например, општинско државно земјиште, да се направи обид да се внесе население од некаква различна социјална структура, но тоа може да биде Место две усред. Да, може да доведе до на джентрификација која што ако отиде во крајност е непожелна, но може да биде и да биде зафат кој што може да стане фијаско, затоа што кој подобро ситуиран би платил некоја убава цена за да се всели во некоја сиромашна населба. Така што е одење по тенок враз. Потребна е една храброст, потребна е една мултидисциплинарна соработка, значи не само ние не треба да се занесуваме дека ние архитектите можеме да ги решиме сите проблеми. Градењето град е мултидисциплинарен процес, потребни ни се и социолози, економисти, и антрополози, психолози. Потребно ни е разбирање на тоа како луѓето живеат, како луѓето кои што се веќе таму живеат, кои се нивните проблеми, предизвици, но и стил на живот, навики, она што животот им го прави убав. Да. Затоа што колку и да е некој во незавидна положба, сигурно има нешто што животот му го прави убав. И кога вие ќе го имате тоа едно попродлабочено разбирање, има можност да реагирате на начин кој што ќе биде соодветен. Значи не некого да избркате од своето место на живење, туку да донесете една нова енергија која што ќе го подобри квалитетот на живење во таа градска населба. Да, и сега јавниот простор тука има многу голема улога. Јан Гейл вели дека граѓаните секако мора да се движат по јавниот простор, меѓутоа во зависност од колку е добар квалитетот на јавниот простор, толку тие ќе се задржат на него и ќе остварат некоја интеракција. Сега, нели, доколку е лош, тие само одат дома работа, доколку е нешто малку подобар, тие одат дома на работа, меѓутоа се задржуваат, можеби ако е убаво времето да прошетаат, доколку е уште малку подобар, одбираат да пешачат наместо да користат автомобилот или јавниот превоз од дома на работа, бидејќи нели тоа излагување кое е задолжително секојдневно се случува. Меѓутоа, ако е одличен јавниот простор, тогаш тие и само иницијативно одбираат да поминат време и сега бидејќи повеќе граѓани само иницијативно ќе поминат време на јавен простор, автоматски има луѓе по тротоарите, по плоштадите, каде што тие, посебно оние кои живеат во непосредна околина, секојдневно се гледаат и почнуваат веќе да остваруваат комуникација на различно ниво. Прво е гледање, потоа е здраво, потоа е два реда моја без здраво како сте, на крај тоа прераснува во некој вид на пријателство, дружење. И тоа се случува на база близина на живеалиште, значи нема врска со национални, верски, со никакви други поделби, туку ја гради заедницата и ја гради граѓаните, ги спојува на основа ние сме граѓани на изград или жители на иста населба. Нашиве градови токму имаат таква колективна меморија, бидејќи скоро сите имаат мала, па можеме да кажеме дека граѓаните во Македонија
се дружеле меѓусебно, нели, кој од која мало е, па така и формирале заедници, и тие заедници понатака се грижеле за тој простор. Денеска тоа веќе не се случува, односно како што споменавме веќе се создава многу поделби по етнички или по било какви основи, односно нашите политички партии го користат она раздели па влади, така што граѓаните кои не формираат заедница и не го освојуваат, да речам, просторот останува празен за манипулација на различни моќници, профитери, политички партии пред се. Еве тоа ни се случува во Скопје, се изгради Скопје 2014, проект кој е контроверзан од многу причини. Прво поради скапата цена на сето тоа што чинеше, втората поради неоригиналните материјали, споменици кои би требало да бидат од мермер се направени од стиропор. Потоа објекти кои за само неколку години почнаа да летаат фасади, да се распаѓаат. Меѓутоа и еден напад на граѓаните со премногу символи. Од една страна го имаме Скопје 2014 како символ на македонскиот национализам и тоа античкиот македонски национализам. Не навлагаме нели во работи кои се надвор од нашето поле на знаење како архитекти, меѓутоа од друга страна се изгради плоштадот Скендербек, кој е во непосредна близина на градскиот центар. Односно се создадоа два центри наместо да се создаде еден вистински квалитетен со соодветни материјали кои нема да се лизга ни во лето ни во зима, кој ќе биде пријатен за сите граѓани. И сега дали ова е начин, еден негативен начин како може просторот да раздвојува наместо да спојува? Прво, нема ништо лошо во тоа да постојат повеќе градски центри. Значи, само по себе. Работата е која е приказната позади тоа. Кога зборуваме за Скопје 2014, мене ми се чини дека многу повеќе, нели, таа националистичка приказна беше колку да се продаде проектот, мислам дека во неговиот корен стоеше една фрустрација, нели, ајде да го направиме Скопје како Париз. И е резултат на една фрустрација, неизживеаност, комплексна пониска вредност. Но откако му беше, нели, прикачено на националистичка приказна, да е наречена, веројатно плоштад Скендербек се јави како некаква реакција. Так. Нели, имате вие ваше, сега ќе направиме и ние наше. И тоа е резултат на сегрегација која што ја имаме и во градот и во општеството, етничка, религиска. Така што испаѓа дека се сведува на некакво бележање територии преку архитектурата и преку она што представува споменици, споменобележја и слично. Во таа смисла, да, може да се препознае некакво раздвојување, иако ако го наблюдуваме, плоштадот Скендербек е генерално урбанистичко промашување, затоа што тој прво не е плоштад. Тоа е една издигната платформа до која треба намерно да дојде. Плоштадот е во својата суштина место каде што се вкрстуваат патеки на движење. Тоа е крстосницата. Од таму почнува. Не мислам на крстосница на моторен сообраќај, туку на движење на луѓето. Тој квалитет плоштадот Скендербек го нема. Вие треба да отидете специјално таму. Од друга страна, плоштадот Македонија пак го има квалитетот на место на вкрстување на патеки на движење. Не гледам дека тука нема некаков микс на посетители. Има баш една разновидност без оглед на иконографијата на плоштадот, така што веројатно таа и не е толку пресудна. Сега не оди во прилог на зголемување на кохезијата на населението, но веројатно и не е
не оди толку спроти. Така. Практично, ваквото китање со етнички и национални символи, наместо создавање на квалитетен јавен простор, се чини дека на никога не оди во прилог. Не им оди во прилог на очигледно на политичките елити, баш заради она раздели па влади. Така. Ние сме сведоци на бележење територија, за жал. И најчесто тука се злоупотребуваат верските објекти и символи. Забележуваме дека никнуваат џами, крстови, цркви, тие како да не се градат толку заради задоволување на религиските потреби на луѓето, туку за означување на нечие присуство, што е по мене злоупотреба. Така, секако, доколку нели имаме јаки заедници од друга страна, тоа присуство кое би требало да е наметнато само по себе би дошло до израз, бидејќи луѓето на таа територија некако ќе го манифестираат преку нивниот стил на живот, наместо да биде вештачки наметнато преку знамења или некакви символи. Па, знаеш, уште чекаме да видиме црква и џами едно до друго да се направат. Веројатно кога тоа ќе се случи, ќе имаме одраз на некаква кохезија на населението. Но во општества како нашето, кое што е постконфликтно, е проблем да се воспостави кохезија на населението и е проблем да се ангажира урбанизмот во насока на воспоставување кохезија на населението. Тука, например, кај нас конфликтот, например, во 2001 година не ги засегна толку урбаните средини директно. Но ако направиме една споредба, например, со Либан или со Босна, каде што градовите беа, да ги земеме како примери Бејрут и Сараево, таму самите градови беа во центарот на случувањата. Нивната постконфликтна обнова, поствоена обнова е прилично проблематична, затоа што од една страна се јавува потребата, нели, да се вратат, да им се обезбеди кров над глава на луѓето, да се обнови инфраструктурата, да се задоволат оние основни потреби. Од друга страна станува збор за држави системи кои што се проблематични од многу аспекти, кои што се дисфункционални, кои што се во зародиш. Значи, нема еден јак разработен систем кој што ќе биде способен да креира стратегии, меѓу другото и за една општествена кохезија. И нема услови да се создаде една издржана прво политичка рамка која што ќе го насочи урбанизмот да работи во насока на едно помирување, обединување, а од друга страна тој внатрешен конфликт и тоа како ја засилил сегрегацијата на населението. Имам прочитано дека практично градовите во Босна намерно не ги реновираат фасадите на објектите, посебно на јавните објекти кои се оштетени од војната, на тој начин го ставаат намерно оној слој кој е оштетен од бомби, куршуми и нели еден куп несреќи кои се случиле на тој простор и така представува градот жив музеј, односно се неговата колективна траума со цел да се признае сеќавањето и понатака да придонесе до исцелување. Меѓутоа ние во Скопје ги менуваме фасадите, слоевите, нели пишуваме па бришеме и се чини дека не го почитуваме многу нашето минато. Сега ќе земам за пример скопската турска чаршија, каде што имаме во непосредна околина и цркви џами и тоа така функционира со векови и немало до сега некој голем конфликт.
Сега, конфликтот од самата турска чаршија е проблемот со дивите градби и со урбаното непочитување на автентичност и на културното наследство и на сите тие вредности во самата чаршија. Односно, би рекла дека се случува локално самоволие на локалната власт во таа општина. Како тоа може да се спречи? Дали можеби веќе имаме задоцнато со нашата реакција, бидејќи веќе е толку изградено и непрепознатливо нешто што би требало да биде заштитено и зачувано? Контролата над градењето е во рацете на државата. Така што ако државата потврла, евентуално може да се надеваме дека граѓаните ќе се активираат. Но повторно доаѓаме до тоа дека ние треба да созрееме како демократија, да станеме свесни дека, еве, например, чаршијата ни припаѓа на сите нам, дека таа е заедничко добро, и да станеме свесни за важноста на она што представува колективен интерес, кој што не е во конфликт со индивидуалниот интерес, туку се меѓусебно комплементарни и се условуваат еден со друг. Практично, кога зборуваме за културни наследства, тие не припаѓаат само на нас и на граѓаните, туку припаѓаат на светот, бидејќи представуваат богатство за целата светска култура и автентичност и себе потврдување на граѓани, односно на нации кои живееле на тој простор. Сега, на крај, накратко да сумираме, практично потребна е цврста заедница која ќе ги почитува демократските вредности, меѓутоа за тоа во нашето општество треба многу работа. Потребен е цел интердисциплинарен тим, не само од архитекти и урбанисти, туку од политичари, не од политиканти, од дипломати кои мислат за општо добро, меѓутоа не од партиски војници. Потоа што друга потребна цврста граѓанска заедница која ќе ги води процесите и ќе го формира просторот според нејзините потреби. Меѓутоа не според националните и етничките обележја за колку да се обележи територијата, туку според просперитет на иднина, еве да не ги заборавиме децата, која би била соодветна за децата и младите и во иднина да напредуваат на тој простор. Се чини дека се повеќе сме изложени на влијание од светот и тоа посебно се манифестира преку градењето, посебно преку градењето на молови и создавање на една култура на неолиберализам која ги обликува нашите простори, па можеби и таа култура на неолиберализам која се сликува на просторот ги потиснува сите овие етнички обележја. И се чини дека младите многу ја прифаќаат, така што на некој начин тоа представува можеби еден нов јазик. Тоа какви вредности носи конзумеристички, немаме време да навлеземе, меѓутоа ева како ти цела оваа дискусија би ја сумирал накратко. Добро, ние мислам дека можеме да воочиме дека во молот практично се случува една прилична мултикултурна средина, средина, да. Тука веќе нема етнички верски обележја, не е битно кој какво потекло има. Така што можеби ако успееме да ја разбереме филозофијата на молот и ја пресликаме во јавниот простор, можеби би успеале да придонесеме во постигнување некаква социјална кохезија. Затоа што најбитното е тоа во еден град да не постои сегрегација или барем да не биде многу изразена. Луѓето да се мешаат помеѓу себе. Кога имаме една измешана заедница со единки од различно потекло, различен материјален статус, различна верска определба и така натаму, тогаш не имаме едно кохерентно општество кое што не е склоно на конфликти. Кога имаме издвоени групи кои што не комуницираат помеѓу себе, ние имаме еден страшен потенцијал за конфликти. Но проблемот е што тука малку се вртиме во круг. Конфликтот се случува заради поделба. Ама понатаму конфликтот создава поделба. Так. И
потребна е некаква мудрост, акција за едноставно да се прекине тој циклус. Така и посебно тоа е видливо кога е просторна поделбата, па е уште повидливо до каде е границата. Така што препораката би било отворени умови и се помалку ѕидови, граници и огради, бидејќи нели ние имаме таа традиција све да оградиме, заградиме. Благодарам Јана на разговорот, ќе го продолжиме во неформални услови, меѓутоа се надевам дека ќе имаме повторна можност да разговараме за различни балкански перспективи, посебно од аспектот на простор и архитектура.